Трети ден од второто полугодие. Дали учениците во ранците покрај учебниците ги понесоа и старите грижи од климавото образование или пак се е под контрола кога се работи за образованието? Со какви предизвици се соочуваат младите овде во Македонија и што им е потребно за поквалитетен живот? Во продолжение отвораме тема посветена на младите и затоа ги поканив Анисија Угриновска, основач на ОДАС, Организација за диалог и афирмација на средношколците и студентите. Добри дојде во Слободен печат. Фала ти, Бела, за поканата. И Берин Мухамед, председател на Сојузот на средношколци. Добри дојде во Слободен печат. Фала и многу за поканата. Ви благодарам што сте заедно со нас и што ќе зборуваме за клучни теми. Некако секогаш образованието, секогаш средношколците се актуелни. Во фокус ќе ни бидат овој пат само средношколците, но ќе ветиме во иднина почесто да зборуваме за младите во Слободен печат. Ќе започнеме. Ќе дозволиш прво на дамата, предпоставам како еден млад джентлмен, ќе започнеме со предлог законот за средно образование. Владата го усвои предлог законот, се чека на собранието. Каков удел имавте вие во подготовка на предлог законот? Што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа? Ти благодарам, Бела. Одлична иницијатива е да се направат промени во образованието. Повеќе од редно време беше. Знаеме што се случуваше со минатите генерации, односно ковид генерации, кои што испушта огромен дел од образованието, па имаа проблеми со матурата и така натаму. На сето тоа работевме активно како организација, која што и средношколска и студентска. Тој пат во фокус не беа средношколците, токму поради фактот што имаа толку многу проблеми и предизвици кои што можеби беа и системски, како во вид на неподготвеност на институциите да одговорат на тогашните предизвици. Конкретно за новиот предлог закон, ние не бевме вклучени како организација во подготовките на предлозите. Сметам дека можеби процесот беше малку нетранспарентен, поради фактот што според нас беа како средношколска организација која што многу се залагаше овие периоди со документи и со контакт со институциите, исто и со контакт со Министерството за образование, беше нетранспарентно што во процесот беа вклучени одбрани страни, а не како што законот вели засегнати страни. Зошто не бевте вклучени? Не би можела да одговорам точно, сепак тоа е прашање на кое што треба да одговори Министерството за образование и засегнатите институции. Како организација ние бевме прилично активни во процесот за матурата минатата година. Тогаш и јас бев матурантка и процесот беше прилично интересен, како би кажала, бидејќи не се знаеше што со матурата, до последен момент не ни знаевме дали ќе имаме матура поради штрајкот на Државниот испитен центар. Поради тоа имавме разговори со Министерството, имавме еден вид на протест, каде што средношколците го искажаа своето незадоволство. И можеби поради таа активност која што сепак беше во насока на подобрување на стандардот на средношколците, тоа можеби беше сватено како мешање во институциите. Ама знаеме дека во оваа држава се реагира отпосле, односно реагираме реактивно, а не проактивно и брзо и предвремено. Така што ние едноставно моравме како граѓански сектор да се вклучиме и да вршиме било каков притисок се за средношколците. Накратко, гледајќи го сега, бидејќи нели имате увид во предлог законот, ги знаеме сите јавно измените, односно предлог законот како изгледа и кои се промените во однос на средношколците, ако треба да го оцените од 1 до 5? Од 1 до 5. Знаете, и оценките во државниот образовен систем не ни се секогаш и во училиште не се секогаш одраз на квалитетот на ученикот, така што и сега. Содржински би рекла дека овој закон дефинитивно одговара на предизвиците кои што сме ги имале до сега, повторно реактивно реагирање, а не проактивно. Се надам дека во иднина ако имаме било каков друг вид на предизвици, дека ќе се реагира побрзо и дека ќе бидат опфатени со законот, така што на овој закон поради нетранспарентноста би му дала една солидна тројка. Тројка, добро. Сојузот на средношколци пак Берин беше прилично активно вклучен во овој предлог закон. Да го чуеме и вашето видување. Сега ние како Сојуз на средношколци многу работевме околу овој закон, баш старото раководство, претходното раководство на Сојузот поднесе барање до Министерството за образование и наука до сменување на овој закон. Законот што веќе уште се користи е многу веќе и стар,
постои од 96-та година, а веќе новите генерации секогаш менуваат и имаат некои други принципи, други барања што барат да се пополнат. Сега кога доаѓа за стручната матура што е внесена сега во овој новиот закон, имаше работна група од страната на Државниот испитен центар, кај присуствуваше претходниот председател. Во таа значи работна група работаа значи околу стручната матура, зашто гледавме дека не беа среќни сите ученици, зашто учениците што беа во стручни училишта, иако учеа предмети по стручно и беа учени на друга програма, пак кога доаѓаше четврта година, се подготвува за програмата што има учениците во општо гимназиско. И затоа бара да има неко друго решение што припаѓа за нивната програма, затоа и дојде ко предлог во законот. Што е прифатено? Што е прифатено, значи сега од страната на владата, се чека од собрание, да има и стручна матура. Кога доаѓа за средношколско организирање, пак кај законот претходното раководство поднесе и барање до Министерството за средношколска демократија, што уште и постои тој закон. И од нашиот закон се многу земени многу предлози и ставени во новиот закон за средно образование, кога доаѓа за средношколско организирање, да има ученички заедници кај имаме поактивни и поефективни млади кои знаат да работат и да донесат одлуки за закони и работи што ги засегаат они самите. Што недостасува? Што е она што не беше прифатено и што сметате дека требаше да биде прифатено во овој предлог закон? Како недостаток? Гледате нешто? Не, генерално сите работи што баравме да бидат прифатени, сите се прифатени од средношколско организирање до стручна матура. Значи сите предлоги што ги имавме ние од страната на Сојузот беа прифатени за подоброто на учениците. Сега се очекува собранието да го даде аминот што се вели, со оглед на тоа што сме во предизборие. Очекувате ли предлог законот да биде прифатен пред да се основа техничката влада? Сега кога доаѓа за предлог законот има многу добри работи во него и многу големи, значи револуции кога доаѓа за реформи, измени што доаѓа за средното образование, да малце е касно зашто веќе и техничката влада се формира и плюс веќе и завршуваме, има времето на изборите, ама ако ќе се прифати законот не во наши раце, ако ќе се прифати многу би било на доброто на учениците. Вашите очекувања се дека ќе се прифати сега или ќе треба да чекаме до година? Какви се вашите лични очекувања и очекувањата на Сојузот? Па сега очекувањата на Сојузот се секогаш да се прифати законот, за да бидат среќни сите ученици, ама и ако не се прифати ќе чекаме до година. Со оглед на вашата реторика на говорот, ви давате петка за предлог законот? Да. Добро. Ворите, кога сме веќе кај законските рамки, да не го заборавиме ова што ни го поклони Анисија, анализа на законска регулатива за млади. Ова е нешто што неудамна го направи ОДАС, зашто поточно станува збор, може да го прикажеме и на камера доколку има можност. Анисија, зашто поточно станува збор? Анализа на законска регулатива за млади. Што е оваа книга? Се работи за анализа на сите закони во Република Македонија кои што ги опфаќаат младите, значи ги вклучивме и средношколците и студентите и сите млади законски до 29 години. Оно што го направивме тука, ги опфативме сите закони, подзаконски акти и стратешки документи во државата кои што се однесуваат на младите, значи од законот за средно образование, високо образование и така натаму, па се до законот за работни односи, култура и слично. Ово беше можна потребна анализа која што досега не сме имале во државата, која ги опфаќа сите, како што кажав, законски регулативи, поради тоа што многу ретко младите се информирани и токму ова примерот со ОДАС што не беше вклучен во процесот на изготвување на законот е еден класичен пример за невклученоста на младите општо на ниво на Република Македонија во законодавните постапки. Не се информирани младите и за жал тоа не е на ничија друга сметка освен на нивна сметка, значи само на нив им штети. Тоа што дозволуваме да се прави со нашата неинформираност како млади е да дозволиме да бидеме, како што кажа ти, ги спомна и изборите и предизборната кампања, со нашата неинформираност ние ќе дозволиме да бидеме дел од нечија предизборна кампања. Значи, самата неинформираност и самото избирање на одредени страни доведува до користење на младите во предизборната кампања, така што ги повикувам сите млади да ја прочитаат анализата, можат да достапат до неја на нашиот вебсайт и повеќе да се информираат за своите права.
Берен во јавноста протече информација дека матурата оваа година ќе биде полесна за полагање. Што значи тоа? Значи, работевме, имавме една успешна кампања низ цел регион. Идевме во едни клучни градови, почнавме еднаш со Скопје, кој главен град и со многу повише средни училишта. После ги посетувавме и другите градови, кај дискутиравме со средношколците. Прво, главна тема ни беше матурата, но и со проблеми со кои се соочуваат. И сега од таа успешна кампања дојдовме со доста предлози од цел регион и најдовме една заедничко решение. Со тоа пративме едно официјално писмо до Министерството, која доја за матурата. И сега сменивме, првото беше да се смена датумите, зашто имаме стручни училишта и со стариот закон, значи како што требаше да заврши, беше на 17 јуни, но зашто учениците што се во стручни училишта имаат феријална пракса што трава 20 дена, припаѓаше дека они ќе треба и пола од јули да го изгубат со феријалната пракса, што припаѓа дека пола од летниот распуст ќе го изгубат. Затоа отидовме со 10-ти, остануваат истите датуми, само што идеме уште 10 дена која доаѓа за подготовка за државната матура, значи требаше да се заврши на 27 мај, но завршуваме на 17, зборувам за матурантите. Екстерните испити ќе бидат на 1 и 8 и нормално кога доаѓа најглавното прашање за прашањата, прашањата се подготвени од страната на државниот испитен центар, со комбинација од сите постери, значи претходните програми која доја за државната матура, сите се подготвени, е документ во едно. Сега кога се врти колку прашања има, некаде околу 500 се која доја за мајчин јазик и околу 400 до 450 се за вториот екстерен испит. И овие сите беа доставени и од страната на ДИС до сите средни училишта, но и беа дадени пред нова година, што дава период од 5 месеци да се подготви еден матурант за екстерните испити. Веќе банки на прашања се велат тие така и тие веќе се достапни до средношколците. Да, ова беше пред нова година се достапни и сега прашањата се со одговори, со решенија, која доја за екстерните испити, ако учениците што ќе бират математика, ќе ги имат и формулите дадено за што тоа го бара, ако не се лажам. Да, го баравме ние. Сојузот беше баран од голем број средношколци од низ цел регион, бара да ги имат и формулите која доја за природните науки и ќе ги имат и формулите. И најглавното беше да се дадат и одговорите, зашто ако зборуваме пример за англиски јазик, понекогаш за едно прашање можат и две одговори да идат. И затоа вака со одговорите се знаат баш точните одговори што се бараат и од страната на тестаторите. Она што ги интересира средношколците што не гледаат, односно матурантите, каде се тие банки? Каде им се достапни банките на прашање? Банките се достапни на matura.gov.mk, ги имате и на страната на Сојузот на средношколци и на Инстаграм и веб страната што може да ја најдат и на Google. Верувам дека ќе бидат и достапни на страната на Министерството за образование и наука, значи ќе бидат 3 страни, ако едната нема да може да работи, втората ќе работи. Имаат неколку опции. Средношколците се дели од 9-тиот пакет антикризни мерки на владата, вкупно не знам точно вкупно колку средношколци, но 1800 денари им се даваат на сите кои што сите семејства кои што имаат средношколец, имаат примања под 50.000 денари. На првиот повик на финансиска помош за ученици пријавени се вкупно 75.000 основци и 25.000 средношколци. И сега ме интересира како според вас оди оваа финансиска помош, дали оди глатко или има некакви проблеми? Сега, кога доаѓа за прашањето колку средношколци, се околу 71.000 средношколци. Да, го немав, благодарам, го немав податокот. Не е проблем, значи толку се генерално средношколци во нашата држава. Ја поддржувам оваа иницијатива, само што мислам уште подобро би било ако се даде и финансиска поддршка за учениците што доаѓаат значи во училиште, регуларни се секогаш, има добри оценки и за тие ученици добро е да имат една мотивација и да зема значи една финансиска поддршка која доаѓа за секој труд, цел труд што го дале до сега. Сега кога доаѓа со процесот, во некои средни убаво иде и добро иде процесот и многу е брз и ефикасен, зашто учениците ги доставаат документи до класниот и класниот ги доставаа до другите органи на училиштето и органите 2-3 професори или ако се директори ги достапуваат сите документи до страната на МОН. Но кога доаѓа кај помалите градови родителите треба да ги земат своите значи деца или средношколци да идат значи до
местата кај треба да се земе финансиската поддршка, што одзима многу време и многу енергија, зашто треба и да се чека ред и се губи многу време и така и периодот, значи, за да се аплицира за финансиска поддршка е многу краток, а има многу деца што и барат финансиска поддршка. Па, самото училиште го организира, значи самите, а ова е еден апел до училиштата, до директорите да го организираат тоа поедноставно? Да, ова би било и апел за сите средни училишта да можат да се организираат вака, зашто уште поефикасен и побрз ќе биде целиот процес, за сите страни да бидат и среќни со резултатите што ќе дојдат. Анисија, вие какво видување имате за оваа финансиска помош? Ја поддржуваме финансиската помош. Можам да кажам дека е добродојдена кај секој средношколец и кај секој семејство кое што дома има средношколец. Повикуваме да биде исплатата навремена, да биде инклузивна, значи да се опфатат што е можно повеќе средношколци и да се помогне на што е можно повеќе семејства. Така што имаме добра оценка за оваа иницијатива и за финансиска помош на средношколците. Да, јас се веќе додадам, според последниот податок, односно известување од страна на Министерството за образование, велат вака, за сите оние кои досега не се пријавиле или се одбиени, МОН ќе го објави повикот секој месец, најдоцна до 5-тиот ден од месецот и ќе трае 7 дена од објавувањето, а исплатата не е ретроактивна, велат од Министерството за образование и наука. Ајде малце да зборуваме за еден горлив проблем, учебниците што доцнат. Имаме ли решение за ова? Анисија, вие сте студент, но Берин, ти си се уште средношколец. Ги имаш ли сите учебници? Јас за себе се среќен дека ги имам сите учебници, кај моето средно беа добро организирани и генерално сите средношколци, значи ученици ги имаат нивните учебници, ама кога доаѓам, најголемиот проблем оваа година што имавме со учебниците беа кај стручните училишта, кај за стручните, значи, програми што се учебниците, многу од нив фаля и учениците уште не ги имаат тие учебници и чекаат, значи, да се достават. Едно решение што видов во некои средни училишта низ цела држава кога се спомна од кампањата што ја направивме од октомври, рекоа дека учениците се организираат и ги дават, значи ги враќаат учениците до училиштето кога завршуваат, значи на јуни. Ги дават сите учебници и во текот на летниот распуст школото ги организира сите учебници и гледа кои можат уште да се користат, кои не можат, кои се употребливи ќе ги држат уште, кои не ги враќаат назад и нормално ќе пишуваат бројка колку нови учебници ќе им требаат. И вака процесот е поефикасен и побрзо може да се достапат сите учебници на време, зашто се знае кога и колку ќе треба да се достапат во тоа средно. И тоа би било една супер идеја ако може да се користи од сите средни училишта во нашата држава, но кога доаѓа во стручните училишта... А како, извини што ќе те прекинам, а како беше праксата? Не се враќаа досега? Праксата генерално во некои средни се враќаат учебниците кога почнуваат со учебната година, значи во септември. Да, значи ги достапат во септември и после се даваат новите и таму се гледа дека има некои што нема доста од некои предмети и треба да се барат нови од страната на МОН. Така, но дополнително тука се надоврзува проблемот што и се менуваат учебниците многу често и тоа дополнително ја оттежнува целата ситуација. Анисија, ОДАС што вели за проблемот со учебниците? Така, во ОДАС имаме огромен број на средношколци кои што секојдневно се соочуваат со тој проблем, вклучувајќи ме имена кои што пред околу само 6 месеци завршив со средно образование и тоа ни беше проблем веројатно секоја година од образованието. Фалеа учебници, имаше мощни неточни информации во учебниците и така натаму, едноставно ние како знаевме се снаоѓаме и верувам дека секој средношколец како знае се снаоѓа, дали го копираат учебникот, дали поземуваат од пријателите и така натаму. Важно е дека се снаоѓаме, но не е работата тука да се снаоѓаме. Работата е секој да има учебник. Во 4-та година најмногу што фалеше учебник беше историја. И тоа содржински беше најмногу историја на Македонија. Така што и понатаму и со самите измени тоа ствара огромна конфузија и кај младите, и кај средношколците, и кај професорите кои што не можат да пофатат крај со крај со измените, со грешките во учебниците. Едноставно е уврска на Министерството за образование да се погрижи оваа година да го немаме истиот проблем, за да имаме подобро образование, едноставно без учебници ние нема никаде да стигнеме.
Токму така, но интересно нешто што сакам во продолжение да го споменам е еден нов предмет кој што простори како информација и се обидувате да го наметнете, да го имплементирате во образованието, токму вие како сојуз на средношколци, се работи за белата книга, ако не е проблем, ќе ти дозволам да потсетиш за што поточно станува збор. Ние овде имавме прилика да зборуваме и со авторот на книгата, но за нашите гледачи да потсетиме за што станува збор, бидејќи средношколците, Анисија, вие сте жив пример дека средното образование е всушност главна подготовка на еден човек за да влезе во светот на возрастните и многу е важно токму преку тие 4 години еден средношколец да се подготви достојно да биде влезан во светот на возрастните. Што значи белата книга, Девин? Значи белата книга беше иницијатива и авторот беше еден претходен член на Сојузот. Имаше работна група која траеше 6 до 7 месеци од страната на Сојузот, кај беа вклучени сите членови, за да се освои, значи да дојдеме со документот. Кога дојде за белата книга се работи за 4 теми, односно финансиско образование, граѓанско образование, медиумска писменост и дебата. И сега кога доаѓа кај овие 4 теми веруваме дека ќе подготват еден свесен и активен граѓанин, зашто кога почнуваме со средно образование сме малнолетни, а завршуваме со како полнолетни луѓе кои ќе треба имат и право на глас. Така. И ние државме некои обуки и работилници во средните училишта кои имавме едни нормални прашања кога доаѓа кај светот на возрастните, како колку од вас може да ги платат своите сметки. Дали знаат да платат? Да ги платат своите сметки. сметки. Дали виделе воопшто сметка, има деца кои што не ни виделе. Или такси, или да подземат кредит. И гледаме дека од 30 ученици само 2 или 3 кренат рака, што е не убава слика, не е за пофалба. И затоа дојдевме со овој предмет што многу се поддржи од страната на Министерството и од страната на Народна банка. Го доставивме и до нив и одрживме средба кога доја за предметот и сега еден плюс што има предметот и има дека зборуваме за 4 теми кои ќе бидат вметнати во едно и сега сакаме да биде задолжителен предмет, да биде и во стручните и во општите гимназии, зашто зборуваме сите се средношколци и сите ќе влезат во тој светот на возрастните, па не треба да се поделат од смерот што го имат во средните училишта, затоа да постои кај сите и да се подготват и да имаме така како што нарекувте и активни и свесни граѓани. Така, тоа значи дека ќе учат како да се снајдат во тој финанси. Што ќе се учи некој во тој предмет? Значи, кога доја за дебата, да може секој средношколец да аргументира некоја одредена тема, кога зборува, значи има дискусија и диалог со некој, кога доја за финансиско образование, да биде добро информиран кога доја за такси, за кредит, за што сака, ако сака да купи некоја кола или вакви примери. Кога доја за граѓанско образование, веќе и знаеме што е граѓанско образование и го имаме како предмет. Кога доја за медиумска писменост, баш за која и што зборувавме, да знаат како да ги поделат кои се точни информации, кои се неточни информации, зашто гледаме со овие настани што се случуваат во овој период во цел свет, гледаме дека има доста влажни информации и лажните вести да ги препознаваат? Да ги препознаваат лажните вести, ама тука ќе се врза и cyber security, која доаѓа да биде така како да го користат интернетот и нивните телефони, која што дава еден голем плюс за учениците да бидат така обезбедени кога доаѓа на користење на интернетот. Сега овие се тие 4 теми кои ќе ги вметнат така на кратко кажано. Ова одлично ми се надоврзува за она што сакам во продолжение да зборуваме, а е поврзано со менталното здравје. Впрочем, ќе споменеме дека владата на предлог на Министерството за труд и социјална политика ја разгледа и ја усвои националната стратегија за ментално здравје за млади за 2024-2026 година. Како вашите организации, издруженија, Сојуз гледаат на менталното здравје на младите, на средношколците? Менталното здравје со години е актуелен проблем кај младите. Иако не останува исто по форма, значи се работи за ментално здравје кое што е опфатено и со булинг во училиште или во дигиталниот свет, се работи за ментално здравје на кое што влијаат многу фактори. Сите тие фактори мораме да ги земеме предвид кога работиме на вакви проблеми. Конкретно ОДАС во 2022 година одржавме национален средношколски самит, први најголем таков настан, на кој што се разговараше за 3 теми: ментално здравје,
Како прва тема, неопходни ресурси за успешно образование во кое што ги вклучивме и недостатокот на учениците. И за крај настава во време на криза, поради тоа што тоа беше актуелно во моментов, бевме ковид генерација, прашање беше дали ние воопшто во училишта да ќе имаме струја, се работеше за потенцијалната енергетска криза. Конкретно за менталното здравје имавме 16 резолуции кои што ги донесоа самите средношколци присутни на самитот од најголем дел од градовите од Македонија. Се работеше за 16 резолуции кои што подоцна влегоа и во националната стратегија за ментално здравје на младите. Ние тие резолуции ги представивме во собранието, тогаш клубот на млади пратеници излезе во пресред, покажа огромен интерес и поддршка за младите. И успеавме тие резолуции да ги протуркаме од еден документ од декларација на средношколците во Република Македонија, ги протуркавме во национална стратегија, што за средношколците и за менталното здравје е еден огромен чекор нанапред. Тоа што фали во моментов, се надевам дека ќе биде надополнето со националната стратегија, едно системско решение, не само за овој проблем, туку и за сите кои што ги споменавме денес. Системско решение кој што, како што кажав, нема да биде реактивно, туку ќе биде проактивно и пред време ќе ги решава потенцијалните предизвици. Така што за менталното здравје останува граѓанскиот сектор да притиска и да прави притисок на институциите останува да ја вршат својата обврска и да ги слушаат младите. Да, многу е важно да ги слушаат младите. Сојузот на средношколци што презема кога се работи за булингот? Презема ли нешто? Преземавме зашто кога ги одрживме дискусиите и доста обуки низ државата кога дое за менталното здравје воопшто и булингот највише, учениците самите спомнаа дека кога сме во основно училиште зборуваме за еден помал социјален круг и сме помали, не ги детектираме многу работите, ама кога излегуваме во средно, сме во еден нов социјален круг со нови луѓе што не ги знаеме и таму некој што е поекстровертен може да се најде во неговиот социјален круг и да се дружи со неговите соученици, ама има некои ученици што може да останат во чошот на класот, кај не може да најдат ни друга ни ништо. Да, на маргините. Да, на маргините. И сега тие ученици зашто остануваат сами, може да бидат и дел од тоа булинг што го викаме, насилството. Најголемиот проблем што ја имаме кога генерација ќе биде дигитализацијата, зашто сите користиме телефони, лаптопи и сето тоа и секогаш сме врзани со интернет и со интернет многу полесно се споделуваат сите информации. Кај имаме и последици со тоа што имаме доста булинг низ цел интернет за сите ученици. Сега со обуките се убаво и добри кога доаѓа за информирање на учениците, ама веќе верувам и доста се информирани кога доаѓа за тоа, ама треба да се предземат мерки. Не се само потребни обуки и работилници. Да, не се потребни секогаш само обуки и работилници, зашто тие се држат, да кажеме, 2-3 часа и веќе толку. А треба да има еден подолг процес, да гледаме на долга лента, кај ќе им помогнеме на учениците да не постои веќе булингот, па и ако ќе остане да постои, како што генерално не може да се изгуби еден проблем, цел проблем, тоа да биде на многу помало ниво. Затоа да се почне еден процес кај гледаме на подолга лента за да најдеме решение за сите средни училишта, за сите ученици, зашто имаме доста примери. Го имаме примерот на ученикот што беше во Корчагин, имаме и доста примери за кои уште не се зборувани, не се знае, за ученици што не може веќе да го поддржат тој притисок од нивните соученици. И да не дојде тоа што спомна и Анисија, да работиме пред време за да не се случат истите работи уште еднаш. Да превенираме навреме што се вели. Неудобна. Излезе ли буџетот за 2024 година во кој што има одреден дел финансии одвоен за младите, но ОДАС брзо реагираше на ова дека не е доволно. На што наидовте по вашата реакција? Така, во новиот буџет за 2024 година за Македонија се предвидени одредени покачување и кратење на буџетот кај младите, општо кај студентите, кај вработеноста и така натаму. Оному каде што видовме кратење на буџетот, а каде што сметавме како млади луѓе дека е потребно да се зголемат средствата, напишавме амандмани и првпат на таков начин се обидовме да решиме една социјална ситуација каде што имавме кратење на буџетот
Истите амандмани ги поднесовме до сите пратенички групи во собранието. И потоа беа представени на седница на собранието на кој што имаше и представник на владата. Покачувањата кои што ние ги предвидовме беа се однесува на студентите, на средношколците, на повишување на стипендиите за нив и повишување на средствата наменети за промовирање на вработување на младите. Секој еден од тие амандмани беше одбиен од страна на представник на владата присутен во собранието, така што наше беше да се обидеме, наше беше да ја увидиме грешката и да ја покажеме, а останатото сепак паѓа на товар на институциите, поточно не би рекла товар, паѓа на обврска на институциите. За жал, пратеничките групи ги искажаа нашите амандмани во собранието, но од друга страна па владата ги одби. Така што иако наидуваме на некои чекори напред, како националната стратегија за ментално здравје, сепак има чекори кои што се или во место или се чекор наназад. Немаме многу време, а сакам да фатиме уште неколку теми. Би сакала да позборуваме со вас и за учениците кои што се сметаат за гениалци, за вонсериските деца. Како вие гледате, дали нешто преземате како здружение и како сојуз, со оглед на тоа што за второто полугодие имавме податоци дека многу се иселуваат од државата, зборуваме воопшто за ученици што се одселуваат во внатрешноста видовме многу иселени средношколци. Во второто полугодие е намален бројот на празни, на полни клупи во одредени училници. Дали преземате нешто за да ги задржиме средношколците и учениците овде и дали преземате нешто за оние гениалци во државата? Константно ни се иселуваат и средношколци и студенти од државава, значи во моментов имаме 30.000 студенти кои што се во Словенија. Така што тоа многу веројатно укажува на нешто и треба да сме доволно паметни да го воочиме тоа. Тоа што се однесува на дали се презема нешто за талентираните ученици, видовме дека медиумски простор многу им се отстапува, што на мене навистина ми се допаѓа, бидејќи тие ученици навистина го заслужуваат тоа со нивниот труд, со нивната интелигенција и со нивниот напор. Заслужуваат не само да бидат покажани на телевизија, туку и да бидат и поддржани. Сепак треба да се однесува на системско решение, но што се однесува до нас, еве анализата која што ја прикажавме беше поддржана од Европската унија, а во моментов аплицираме и на други два проекти кои што ќе поддржат млади претприемачи и талентирани млади луѓе и ќе им понудат пракса, за да се стекнат со искуство во пазарот на трудот, за да може да се справат со сите оние предизвици. Берин, накратко, затоа што имам само уште едно прашање за крај, накратко, што Сојузот превзема за гениалците? Се за тоа што и ви спомнав, Сојузот во јули стана дел на ОБЕСО. ОБЕСО е организација Organizing Bureau of European School Student Unions. Значи таму сме присутни членови 36 сојузи на средношколци низ цела Европа. Со тоа ги гледаме европските принципи што ги користат тие сојузи, сакаме да ги вметнеме кај нас. Сојузот дели цена за најактивната ученичка заедница, што е на соработка со ЛИД организацијата. Тоа се дели како награда секоја година од наша страна. Сега Сојузот има и многу добра соработка со сите институции која доја за да се снајдат гениалците, да идат во пракса. Направивме и подпишавме меморандум со факултетот на ветерина, значи секој средношколец кој сака да ги користи лабораториите што ги имат во тој факултет може да иде слободно. Пак и поддржуваме и соработка која доаѓа за факултетите да може да видат како е во факултетот и кој смер сака да го бират за да студираат. Тоа е целта, значи принципот да се земе европскиот принцип и да се користи кај нас, зашто има доста гениалци, па да ги држиме тука гениалците, да ги задржиме, да не ги бегаат надвор. Да не ги бегаат надвор. Соработуваат ли ОДАСИ Сојуз на средношколци? Би требало да се соработува. Значи, секоја организација за младите треба да соработува кога ја делиме заедничка цел. На моменти, нормално и во моментов и треба да има различни ставови, особено пред изборите, за да им укажеме на политичарите што точно ние сакаме како млади.
Во моменти можеби нашите организации се темелат на различни приоритети. Например во март минатата година, кога нели беше прашање за државната матура, ние работевме на матурата, Сојузот работеше на бесплатен јавен превоз за децата во приватно училиште, така што целта е иста, целта е тука и постои, тоа се средношколците, студентите и младите, но приоритетите можеби варираат и според мене тоа и треба да биде така, бидејќи една глава не мисли попаметно од две глави. Секогаш две глави работат подобро заедно. Отворени се вратите на Сојузот за соработка со вас? Многу добро беше кажано од страната на Анисија, дека имаме иста цел и ги поддржуваме младите и тука сме да зборуваме сме гласот на младите, па затоа било отворено од секогаш било соработката заедно. Целта е иста и да стигнеме до таму што побрзо заедно. Да, дури што имав уште многу прашања за младите и сакав и лични прашања за вас, но ќе ветиме следна средба за нашите гледачи, затоа што навистина многу прашања стана непоставени и неодговорени. Ви благодарам многу. Ти благодарам многу за поканата. Верувам дека ви беше интересно да го следите овој разговор. Ветуваме во иднина на Слободен печат почесто теми поврзани со младите, а во продолжение останете со програмата на Слободен печат.